различе, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, коса ја своја, Скопје кажи ми. Скопје ми е дома, убаво пролетно попладне. Посакуваме од студиото на Вистинска телевизија. Ви благодарам што и овој четврток сте на нашата фреквенција и не следите токму нам, почитувани гледачи. Во ова издание ќе говориме за една од поголемите библиотеки во главниот град, имено станува збор за градската библиотека Браќа Миладиновци, која што минатата година одбележа 80 години од незиното постоење. Се одбележа јубилеи, постојано се активни, работат и сето тоа нескромно го споделуваат во јавноста, во медиумите, на социјалните медиуми. Постојано се во присуство на најмладите, на дечињата, на оние кои што од мали нозе треба да им се всади љубовта кон пишаниот збор, љубовта кон книгата. А за сите овие активности и теми поврзани со градската библиотека Браќа Миладиновци, јас вечерва ќе говорам со првиот човек, односно со новата ВД директорка на библиотеката, госпоѓа Анита Механџиска. Добра вечер, како сте? Добра вечер, ви благодарам на поканата и ние од градска библиотека да видиме дел од детерот и да се пофалиме, како што кажавте, нескромно се пофалиме на големиот број активности кои ги имаме. Така, Анита, ве честитам за новата функција во библиотеката, посакувам успешна и плодна работа секако. Меѓутоа, мене ми е многу драго што сме меѓу првите медиуми со кои што со вас во прво лице ќе споделиме за она кое што најново се случува во Браќа Миладиновци како прв човек. Вие бевте и дел од оваа библиотека и години наназад, па верувам дека сте и запознаена како со дејноста, така и со сето она кое што се случува. Во каква состојба ја затекнувате библиотеката како нов прв човек? Библиотеката си е секогаш дел од културниот столб на град Скопје. Таа е носител на културата со децени, како што спомнавте, 80 години, иако при истражувањето за јубилеот откривме дека библиотеката уште пред 1945 година датира, била некоја малечка библиотека, после тоа се зголемила, така да освен културата и тие поетски читања, настани, контакти со авторите или клуб на читатели, се трудиме што повеќе да имаме настани со малите дечиња и со децата од основно образование, за да може што повеќе да ги научиме што значи книга. 80 години јубилеј, тоа не е малку за една ваква дејност, односно за една ваква институција. Како се одбележа минатата година јубилејот, верувам дека имаше и повеќе настани по повод 80 години од библиотеката. Бевте дел од сето тоа, па ите накратко може да споделиме? Лани како јубилејна година ни беше посветена на 80 години. Настани имаше многу кои следеа до кулминацијата, главниот настан на 15 ноември, свечено прославен со поддршка од град Скопје и од Министерство за култура. Дента имавме и промоција на овај каталогот сега што го носам во студиото. Точно, ние имаме многу стари книги кои се од особено значење за нас во библиотеката, така да ќе почнеме сега една традиција на промовирање на тие книги, за да може и пошироката јавност да се запознае дека библиотеката не е само за книги да дојдат да позајмат, него да можат и да видат и да разберат и научат нешто ново. Така да се запознаат со на културно наследство и богатство. Што значи тоа и колку е предизвик да се сочуваат сите тие ракописи денес во Браќа Миладиновци? Предизвикот е голем, но ние дел од тие за да го заштитиме културното наследство и ги дигитализираме. Да, тука се наметнува прашањето за дигитализацијата. И може слободно дел од дигитализираните постари изданија да ги видат читателите на дигитална библиотека,
Колку сте спремни како институција за дигитализацијата која што движи навистина со голема брзина денес и се трудиме да сме во чекор со времето, иако во овие брзи времиња многу брзо се менува и малце е потешко, но сепак гледаме што повеќе да можеме да дигитализираме и да ја обновиме техниката и да сме помодерни од Така, колку денес граѓаните читаат, жителите на градот Скопје, колку скопјани денес читаат, односно што покажуваат бројките, верувам дека имате и некои статистики, се зголемува ли бројот на читателската публика, на членовите во библиотеката. Дечињата чинам дека се најзастапени таму, постојано да гледам на сите оние настани кои што можеме да се пофалиме дека дечињата, нели детската, младата популација се повеќе и повеќе се зачленува. Тоа е благодарение на нашиот труд што повеќе младите да ги запознаеме со книгата и што значи нели кога книгата ја држиш. Да, нови се времињата и многу е полесно до дигиталната верзија да дојдеш од книгата, но значењето на самата книга и спокојството и мирот кој го дава кога ќе застанеш да ја читаш е многу подобро. И поентата е нели децата да научат дека во библиотеките не е само да дојдат и да позајмат книга. Можат да се дружат, социјализираат и да истражат многу работи. Така. Една главна, односно браќа Миладиновци како основна институција со повеќе подрачни библиотеки, односно дури 17 на ниво на град Скопје. Што значи тоа и како функционирате, дали има координирана соработка, се надгледуваат ли останатите библиотеки, како работат, како движи нивната работа на ниво на градот? Јас од кај што доаѓам е централната или административната зграда, иако е и основната, матичната, зборам од градските библиотеки. Под нас има уште 3 други сектори, тоа е Страшо Пинџур, Цветан Димов и Другарче. Секоја од тие сектори си има своји подружници и затоа сме 17 библиотеки. Координацијата е таа, значи до секторите си стигаат информациите, секторите после тоа кај нас доаѓаат и ги пренесуваат. Имаат сите своји настани, не се само во централната, значи во секоја библиотека си има некој настан и некое значајно обележување. Значи ли тоа дека со 17 такви подрачни единици или институции на библиотеката е покриен цел регион на главниот град? Искрено би ни требале повеќе библиотеки, бидејќи на пример еве населбата Аеродром се шири. Имаме сега и Ново Лисиче, ради зградите зголемен бројот на жители, што значи дека би ни било потребно сигурно уште една или две. Каде што растат населбите, потребно е уште повеќе нели библиотеки. Дали тоа така е навистина во пракса, односно дали се посетуваат сите овие отворени библиотеки на ниво на општини? Што велат, што вели праксата, што велат информациите? Можам да се пофалам дека дечињата во сите библиотеки, особено бидејќи е соработката со училиштата и градинките ни е многу голема, и децата доаѓаат да читаат, да позајмуваат лектири и сето тоа. Исто како што кажав, значи каде што се зголемени населбите, каде што има повеќе згради, многу повеќе зголемен бројот на сега ги споменав за градинките и училиштата, верувам дека имате и координирана соработка и со нив. Има многу воннаставни активности и активности кои што се случуваат токму во просториите на библиотеките, па група дечиња доаѓаат кај вас. Како оди таквата соработка? Имаме ние настани кои се баш специјално за дечињата. Секој настан е координиран соодветно според возраста на дечињата. Имаме соработка со професорите и професорките од средните, основните училишта и од воспитувачките од градинките. Кога имаме, зависи и со која издавачка куќа, нели, соработка, ги покануваме и дечињата. Исто така и јавно оди тоа, поканата, за да може да дојдат да гледаат или да слушнат и дечињата кои не се дел од таа градинка. Да, верувам дека тоа е еден синџирна соработка помеѓу вас како институција, училиштата, градинките како институции, секако од друга страна издавачите, издавачките куќи без кои што се тоа не би било можно. А кога сме
сме кај издавачите, издавачките куќи и сето она кое што е на планот на издавање на нови дела, се случували нова соработка со дел од издавачите со кои што постојано соработувате. Вие најавивте нови соработки токму на сајмот на книга за оваа година. Така. Во моментов имаме веќе завршуваме со одредена набавка на книги која беше поврзана со сајмот. Сега веќе е во тек планирањето за повторна набавка на книги, бидејќи нови наслови излегуваат често, да не кажам и нон-стоп од издавачките куќи со кои имаме соработка и затоа гледаме да ги земеме, да ги имаме и на нашите полици најновите наслови, особено сега пред летните одмори. Да, за каква соработка конкретно може да се пофалиме за некои од новите соработки? Значи ли тоа дека поддржувате и македонски автори кои што се почести и се охрабруваат да издадат свое дело преку издавачките куќи? Колку давате шанса на македонските млади автори? Ние традиционално во библиотеката имаме настани кои почнуваат од септември со промоција на современи македонски автори. Со нив имаме... дека имаше еден караван за се читаат македонски современи автори. Да, работевме на тоа да ја популаризираме македонските писатели да станат попознати во јавност и се трудиме со читање на нивните најнови наслови, средби со авторите и читачки клубови. Верувам дека е взаемна соработката и волјата исто и од нивна страна како една од поголемите библиотеки. Сега она кое што мене многу ме радува, вие ја споменавте градската власт, односно градот Скопје. Верувам дека и таму имате добра соработка со новиот градоначалник, колку сте поддржани, од друга страна колку сте поддржани и од Министерството за култура. Пред да го искоментираме еден настан кој што ми остави така впечаток. Поддршка голема имаме и од двете институции, особено од градот, бидејќи сепак наш основач е град Скопје. Така да за потребите секојдневни, како и за настани, набавката на книги и секојдневната комуникација е на многу добра релација. Со Министерство за култура исто така имаме добра соработка, особено кога учествуваме со проекти. И колку бевте амбициозни во новите аплицирања за нови проекти, во новиот повик на Министерството за култура, со што аплицираше библиотеката? Последно што имавме беше за промоција на македонската култура, така да имавме, набавивме книги со Брајово писмо, со поддршка на Министерство за култура. Исто така тука учествувавме со дообука на библиотекарите за да можат да учествуваат на сите тие курсеви, семинари што се одржуваат, за да може да се носат нашите библиотекари со библиотекарите од околните земји. Има ли, Анета, доволно кадар? Има ли доволно библиотекари, млади библиотекари кои што... Факултет имаме, има доволно библиотекари, но немаме доволно вработени. Искрено како што проаѓа времево, бидејќи сме библиотека која постои долго време, претходните кадри заминуваат во пензија и се надеваме како што заминуваат дека ќе имаме и нови вработувања и дека ќе може да ги покриеме потребите кои ги имаме во библиотеките. Така. Вие споменавте култура, а јас тука несомнено ќе прашам, Скопје е град на културата 2028, учествувате ли во тоа активно? Да, ние сме дел од Скопје е градот на културата 2008, така да се спремаме и ќе имаме дополнително најави, што како ќе се случува и со кои проекти ќе настапи. Така. Се случи еден многу убав настан по повод денот на македонскиот јазик, кој што беше организиран од Комисијата за култура и туризам при собранието на Република Македонија. Имено се одбележа и 80 години од излегувањето печат на првата македонска граматика, каде што можевме да ве видиме во македонскиот законодавен дом, што представуваше овој настан и што значеше да видиме членови од библиотеката и лица од оваа институција токму таму? Значењето е несомнено големо, бидејќи самото одбележување на годишнината на македонскиот јазик
кој ниеден народ во светот без основата на својот јазик исто како да не постои. Така да значењето стварно е големо. Воодушевени бевме од организацијата и од приемот на пратениците кои ни покажаа што значи кога ги гледаш од една страна како политичари, од друга страна како луѓе кои ја сакаат книгата, и ја почитуваат културата, знаат што значи да се промовира македонскиот јазик и сето тоа. Колку се чести ваквите настани, ете, токму со овие конкретно институции кои што навистина треба да се има оваа соработка и да ги почитуваат ваквите институции? Со оваа нова постава на пратеници на Комисијата за култура и туризам соработката е зачестена. Не само што сме гости кај нив, туку овој пат ние ќе ги поканиме кај нас. Можеме ве сега и официјално да кажам дека имаме 8 јуни настан 165 години од издавањето на зборникот на браќата Миладиновци, при што се поканети и пратениците од Комисијата за култура, за да може да се пофалиме, да кажеме што све имаме ние. Не го носиме само името на браќата Миладиновци, туку и значењето кое го имат за самата библиотека, да дојдат да видат дека имаме спомен соба во нивна чест, имаме изданија нивни и дури и дигитализирано зборникот. Така, постојано сте и на одбележувањето на големи настани и случувања, 80 години од библиотеката Гоце Делчев во Штип, попута јубилејот на Кинотека на Македонија, ако не се лажам. Верувам дека тоа се должи на добрата соработка и со другите вакви слични институции, како во главниот град, така и во внатрешноста. Успешноста на една установа не значи да се држи само до дејноста. Мора да има соработката меѓу сите институции кои се во државава. Иако сме градска институција, неминовно е во ова денешно време на брзо живење, комуникацијата да се одржи, мрежувањето да го има меѓу сите, за да може да се шири културата и што тоа се случува кај нас, да научиме што се случува кај нив, па може и нешто ново ќе се чуе за да се примени или да се воведе во институциите. Така, ете како институција, верувам дека сте поделени на сектори, постојано има библиотекари кои што се во оној дел за младата публика. Вие имате и оддел за студентите исто така кои што доаѓаат таму да учат, нели, како читална. Колку се искористени просториите на библиотеката? Оддел не е крстен као оддел за студенти. Ние имаме одделение за детска литература, што се многу гордееме со тој дел. Ама студентите, младите, доаѓаат во читалните. Значи имаме ние 3 читални кои се... ли се читалните? Да, 24/7 работиме и се трудиме да им направиме услови, да им пружиме услови на студентите за да се чувствуваат, библиотеката да ја чувствуваат како свое место. 24/7 може да ги користат читалните? Колку студентите во Скопје учат во библиотеките, во библиотечните читални? Изненадувачки е фактот дека студентите доаѓаат многу. Особено кога им се сесиите, библиотеката е како во парк да се шеташ или во некој кафич. Многу има студенти, бидејќи не само што учат и позајмуваат книги, се социјализираат, се дружат, разменуваат идеи и секогаш се дел од она премостување помеѓу луѓето што не прочитале книги или што одамна не прочитале и сега што се трудат нели да научат нешто ново и да земат да прочитат. Чинам дека од моје лично искуство постојано е жива библиотеката. Така, се трудиме. Се случуваат често промоции, настани поврзани со културата, литературата секако. Само последниот период јас имам дојдено на многу промоции на книги. Како соработувате? Ви приоѓаат ли авторите токму во библиотеката да се случуваат тие промоции? И колку сте отворени за тоа? Библиотекава зрачи со некој шарм и топлина на култура,
привлечност на книгата и многу доаѓаат бидејќи амбиентот е топол и ние како даватели на услуги од културата знаеме како да ги пречекаме, така да многу од авторите сакаат специјално во нашата библиотека да се одржуваат тие така да промоции. се направат. Анета, ние споменавме дигитализацијата во повеќе наврати и мене ме интересира вашето лично мислење по повод дигитализација и електронски книги. Ќе го загрузат ли електронските книги, ќе ја загрузат ли класичната книга денес? Кој е вашето мислење и како ќе движиете овој процес токму во Браќа Миладиновци? Напротив, мислам дека ќе помогнат книгата, самата книга што повеќе да се афирмира, да. Ќе бидат како дополнување, бидејќи кога книгата ќе ја држиш во рака и мирот и спокојството што го дава, самиот мирис кога ќе отвориш новата книга има многу значење. Знаеме дека со дигитализација сега денешно време секогаш може многу побрзо да се достапни книгите. Поради тоа и се трудиме да ги дигитализираме барем старите книги за кои имаме нели авторски права и да го заштитиме културното наследство на старите книги во Македонија. Верувам дека како нов прв човек, веде директор на библиотеката и како претходно вработен човек таму со години, ги знаете сите предизвици, стари и нови предизвици со кои што се соочува оваа институција, со што денес се соочува библиотеката и што е можеби на вашата програма на што ќе се работи конкретно и во најскоро време? Го споменавте оној настан убав за зборникот. Така. Библиотеката не треба да е само тивок простор. Нели позната е се библиотеките како простор за во кој што ќе си прочитаме, ќе си дојдеме, ќе се одмориме, меѓутоа треба да е културен центар. Ние се трудиме да е жив простор кај што ќе се сочуваат многу настани. Така да се трудиме да ги доближиме, особено младите, но и пошироката јавност. Луѓето кои одамна не дошле да прочитаат книги, се стремиме кон иднината, кон луѓето кои ќе се запраша што сме прочитале, што треба да прочитаме, каде ќе ја најдеме таа книга, да го направиме оној мост меѓу луѓето кои одамна не позајмиле книга и оние што не можат да замислат да не дојдат у библиотека, пошто си ја чувствуваат како своје катче. Така, верувам дека имате и редовни читатели, меѓутоа и дека се трудите да привлечете и што повеќе нови читатели, а тоа го правите најверојатно и со нови наслови. Така, набавките. Со набавките, да. Велите игрална, сега тоа верувам дека е и за најмладите простор, како што напоменав и јас, поделени сте во... Така, игралната ние во библиотеката Другарча. Вчера имавме официјално... Што подразбира игрална? Дали таму родителите можат да ги донесат своите деца, да ги остават? Да, дечињата се зачленуваат дечињата. Така. И имаат одреден дел од денот, работен ден на родителите, значи дока е 4 часот, обично по 2-3 часа остануваат со нас, имаме, ги анимираме, им покажуваме многу работи и исто така ги запознаваме со книгата и што значи да се чита. Некој вид на мини градинка, меѓутоа со фокус на книгата. Да. Обично им се читаат од сликовниците на новите наслови, затоа ни се соработките со издавачките куќи кои имаат детски наслови, за да може нели книгата да ја претворат и во илустрација. Да, во дел од активностите вие споменувате дека соработувате и со логопед и логопедско друштво кои што доаѓаат. Сега се стремиме кон соработка со многу здруженија од Македонија кои може нели да помогнат за афирмација на културата и проширување на она основна дејност која имаме, издавањето на книги. Значи дека треба да доаѓаат не само да изнаемат книга, да се дружат, социализираат, да истражуваат и да се запознаат едни меѓу други. Така, она кое што е интересно и кое што е исто така во фокусот на литературата, на љубителите на убавиот пишан збор на поезијата е подпишаниот меморандум со Струшките вечери на поезијата, кој што го подпишувате токму вие како прв човек. Што значи ваквиот меморандум? Ке имаме соработка со нив сега веќе почесто.
Ке гледаме бидејќи струшките вечери се одржуваат во Струга, но другите настани и промоции кои ќе ги имаат нив, тие како институција, ќе гледаме да се одржуваат кај нас и да се промовираат во нашата библиотека. Исто И нормално ќе ги имаме нивните наслови, нели објавите од струшките вечери секогаш кај нас во библиотеката за да се изнајмат, да дојдат да се прочитаат книгите, мислам поезијата што е напишана. Така, оно кое што многу ме радува е дека се уште постои оној надпревар на млади библиотекари кој што постоеше уште јас кога бев ученик и кога одев на тие надпревари. И оно кое што ме радува е дека секогаш на ваквите надпревари имало голем број на ученици кои што се надпреваруваат, а тоа значи дека и читаат. Така е, дечињата читаат, ти сакаат да читаат, ти сакаат да научат што значи од другата страна да си, нели, библиотекар, како да ги научиш книгите, што можеш да помогнеш, нели, на другиот, за како да му ја објасниш книгата, каде може да ја најдеш книгата и слични работи. Анета, колку главниот град ја негува културата, колку вие како институција соработувате со останатите и слични вакви институции на ниво на главен град и колку главниот град овозможува се што треба она за да се зачува културното наследство, вредноста на книгата денес? Еден период беше замрено. Гледам дека сега последнава година, последниот период веќе насоченоста кон власта, а и општо граѓаните на Скопје е кон промовирање на културата. Заживеа многу институции. Еве, затоа и се фалиме ние од библиотеката дека доаѓаат се повеќе и да читаат, на настаните ни доаѓаат да се интересираат што како се случува. Соработката меѓу нас и другите институции, како што кажавме, е голема, така да се трудиме да го заживееме Скопје. А не ги споменавме оние настани соработки надвор од границите и на главниот град и на државата. Верувам дека имате меѓународни соработки со вакви институции и организации? Да, претходната година бевме во посета во Полска и исто така ние сме дел од библиотекарите и чувателите на културното наследство кои со Кина соработка имаме. Нивните форуми се случуваат на 2 години, така да претходната година се одржуваше во Будимпешта. Наредната година ќе видиме пошто е на 2 години. Други места одиме, соработка имаме со Хрватска, со библиотеките во Софија и во Белград. Се трудиме, се надевам дека оваа година ќе можеме барем дел од промоцијата на нашите стари книги да ја оствариме во културните центри од Македонија што се во соседните држави. Доколку не можеме сите да ги посетиме, ќе продолжиме наредната година. Така. Имате една убав тим, убава женска екипа, како што можев да забележам во тимот, а велат дека кога работи жена, работи малку поодговорно и подомаќински, па и те верувам дека се она кое што си го имате замислено и ќе го остварите. Како работи и како го чувствува една Кумановка Скопје, како дома? Јас сум Охриѓанка, мажена во Куманово, Охриѓанка во Куманово, како го чувствува главниот град како свој дом? Скопје ми се допаѓа, бидејќи во душата е како Охрид. Стари улици, стари згради има многу. Динамиката е голема. Скопје се менува константно, но сепак оној мирис што го има и чувството кое го имаш кога се шеташ низ улиците, покажува дека Скопје си е Скопје. Мене особено верувам те потсеќа и на дома? Да, стариот дел и кога се шеташ, нели, кога гледаш историјата што има Скопје, ме потсеќа на историјата што има и Охрид. Многу сакам кога се шетам покрај Вардар, онака опуштено. Па научени сте вие на вода. Мирисот на вода да го седам. Така. Верувам дека сега сте и повеќе во главниот град. Да. Со обврските со сме тука. Со работните обврски со семејството. Има ли посебни места во градот кои што милувате да си ги посетите, да си ги наполните батериите? Кога споменавте за стариот дел на градот, верувам дека тука е и старата Скопска чаршија, несомнено
Така е, старата Скопска чаршија е незаменлива, но она што мене, верувам дека сите го имаат во секој град, тоа што ми го сопира моментот е мирисот на книгата која сум у градската библиотека. Така, сепак си влече тоа така. со работата. Што денес му недостига Анета на Скопје како главен град за да ја има таа комплетна слика и да можеме да се пофалиме дека навистина живееме во еден функционален главен град на земјата? Поголема промоција на културата и младите повеќе да ги анимираме, активираме во настаните и културата. Како да ги задржиме младите да останат во Скопје? Кога ќе ги активираме, кога ќе ги заинтересираме не само за културата и историјата која имаме ние, значи корените што ги влечеме, верувам дека ќе сакаат да ги зачуваат своите корени и традиции, дека ќе сакаат да научат нешто ново и да го пренесат тоа понатаму. Оптимист ли сте дека ете ќе се сменат работите на подобро, дека ете сега и со промените на градските власти, можеби да очекуваме нешто да тргне на подобро? Јас пак ќе споменам тука во делот на културата, Скопје е престолнина на културата за 2028. Се работили активно во тој дел? Ете, постојано сте меѓу тие настани на култура. Верувам дека ќе има големи промени. Така, верувам дека ќе има големи промени, дека многу и ќе се вратат во Македонија, бидејќи дома си е дома. Како дома нема никаде. Јас ви благодарам многу што денес говоревме за Браќа Миладиновци, култна институција, каде што во фокусот е чувањето и промоцијата на македонската литература, македонската книга и културното наследство. Уште еднаш само јас би сакала да напоменам што следно ќе се случува таму, заете сите оние љубители на убавиот збор на книгата и културата да си дојдат, да си ги посетат сите тие настани. Верувам дека сте отворени за посетители постојано на сето она кое што го подготвувате. Во јуни ќе биде за зборникот на браќата Миладиновци? Така, ќе имаме и некои посетни настани што се редовни континуитет. Сакам исто и да го почнеме и летото во библиотека со настани кои ќе го обележат книгата и филмското платно. Може би тоа ќе биде некој летен караван? Така, да, во соработка со кинотека планираме. Уште не се некои работи нели прецизирани како би било тоа изведено, но сакаме да придонесеме кон живоста на Скопје на лето, бидејќи ако значи ли тоа дека ќе имаме и убаво богато културно книжевно лето? Да, ќе се трудиме така да придонесеме кон настаните летово. Да, постојано сте и активни на социјалните медиуми како библиотека, каде што и постојано ги презентирате како и завршените работни уврски и активности, така и се она ново кое што ќе се случува. Така, најдобро да не следат. И таму да ве следат, да ве следиме и да бидеме во тек. Так. Многу ви благодарам што во овој нешто повеќе од половина час поделивме малку повеќе за вашата нова функција и секако за она кое што е во фокус културата и книгата во Браќа Миладиновци. Анета, ви благодарам, да се гледаме за убави настани и книжевни теми. Поздрав. Така е, почитувани гледачи, благодарам и вам за времето и вниманието. Јас уживав во овој книжевен разговор со директорката на Градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, институција која што повеќе од 80 години е промотор и чувар на македонската култура, културно наследство, на македонската речи и македонската книга. Верувам дека бевме интересни за сите вам, љубители на пишаниот збор, книголюбци и сите вам кои што може со нетрпение се очекувате некој убав настан од културата токму во Браќа Миладиновци. Тука ве поздравувам и знаете секако се гледаме наредната седмица, четврток во истиот термин на Вистинска телевизија. Довидување. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја